Вие долго време сте во политиката, знаете дека тајмингот, односно времето кога се случуваат некои работи во политиката, се можеби најважни, никогаш не се случени. Дали овој конфликт или Facebook преписка што се случува помеѓу актуелниот и поранешниот претседател на ВМРО ДПМН, Мицковски и Груевски, е случаен или има нешто позадина поголемо што крчка, да речеме, или тлее? Конфликтот сега стана видлив, а трае подолго време. И конфликтот е еден најмал заеднички содржател, иако не е толку мал заеднички содржател, на делувањето на Мицковски откако е поставен на позицијата на нелегитимниот конгрес во Валандово во 2017. Ке ве подсетам, тој се скара со сите поред. Ова сега му е само врвот на конфликтите и начинот на кој што делува се одржува преку дезавоирање на членството, креирање на лажни наративи и свртување на внимание со вакви конфликти. Нели се скара со Данела, нели се скара со Мечка и со Инфомакс, кој што всушност беа најголем медиумски поддржувач. Со мене не само што се скара, него имаше нарачано и физички напади. Се скара со целата опозиција, се кара со кој све стигне поред. Филип, за да дојде во се скара со сите, меѓутоа ќе се согласите дека, се извинувам што ја прекинувам, дека моментално пратеничката група на опозицијата не е монолитна, така нема никакви тука пратеници кои што би можеле да направат изненадување. Сакам да речам дека изгледат кохерентни како партија. Тоа на вас чудно ли ви е? Во Султан партии, каде што Султанот го прави список... Не, дека со сите испокаран, тоа претпоставам дека внатре со неговите спомена. Тоа треба значи дома кога да се скарал со своите. Значи тоа се луѓе, тоа се луѓе кои се случува, ама се мират. Значи тоа се луѓе што он ги постави. Претходните состави и на делегати на конгреси и пратеници не беа баш така монолитни, затоа што не ги поставуваше он. Гледате сега, вие кои имате, ме прашувате конкретно за пратеници, и дозволете 30 секунди. Имате пратеничка плата од 200 светрошоци до 5000 евра месечно на луѓе тотални анонимуси во политичкиот живот, небитни, пол од нив не ги знаете како се викаат. Тие верувам дека икони му држат дома, не овие постерите што му ги ставаат по комитетите, него икони ќе стават од Мицко дома, затоа што луѓе кои што немаат вода у очи, кои што ја не би ги оставил местна заедница да чуваат или две овци да водат, ќе ги изгубат, сега се пратеници и со 4 годишен мандат, со овие плати што ги имаат, се обезбедуваат како просечна, односно минимална плата во Македонија за цел животен век. Па не да ќе го слушаат, ако треба ќе го фрлаат и ќе викаат 3 пати ура.